ми падна честа и задоволството да го модерирам овај втор панел, кој има за цел да ги понуди оние модалитети кои ги начнавме како тема во дискусијата во рамки на првиот панел. Кога го концепиравме овој настан, значи не знаевме дека денеска 33-ти ќе биде толку важен ден и за процесот кој се одвива во Брисел, каде што на прва рунда преговори седнуваат двете политички партии од Република Македонија, кои имаат за цел одблокада на процесите во Република Македонија, и со таа мисла би сакал да започнам оваа дискусија. Првиот панел повеќе се фокусираше на широката слика, како се доживува ситуацијата во Република Македонија, кои се причините поради кои кризата е до тој степен подлабочена, како може таа криза да се надмине и каде е тука европскиот контекст. Самиот факт што двете најголеми македонски политички партии, нормално тоа поддржано од партнери, коалицијските партнери во владата, партијата ДУИ, денеска седнуваат во Брисел, тоа значи дека се спреќа порака дека ние тоа тип на посредништво или тој тип на модерирање сме го прифатиле де факто. Битно е да се дискутира и да се има предвид дека овие две политички партии треба што е можно побрзо да го одблокираат овој процес и да понудат конкретни решенија како може да се надмине тука во Република Македонија. Затоа со таа мисла би сакал да го започнам овој панел. Значи, каде ги гледате модалитетите за намирување на тековната политичка криза, која е улогата на Европската унија во цел овој контекст кој го спомнавме, намалено леверидж, намалено влијание, се помал застапеност во Балканот, замор од проширување, замор од реформи и каде можеме да го бараме овај излез. На почеток би сакал да го дадам зборот на господин Никола Димитров, имаме честа да имаме денес тука. Господинот Димитров е дипломат со големо искуство кој потекнува од државната служба во Министерството за надворешни работи. Извршувал важни функции за Република Македонија, беше застапник за Република Македонија пред Хашкиот трибунал, кога ја добивме тужбата против Република Грција и моментално врши функција во Глобалниот институт за правда во Хаг. Господине Димитров, ви давам збор. Повелете.